Почитувани гледачи, добре дојдовте. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ. Во продолжение, во наредните минути ќе говориме за работењето на Советот на општина Кавадарци, се она што е актуелно во работењето на општината, јавните предпријатија, ќе се осврнеме на образованието, здравството. Наш и ваш гостин е доктор Стојан Чорамов, председател на Советот на општината. Да ви заблагодарам за поканата денеска да бидам гости на вашата ценета емисија ТВ Објектив, која е информатор која и како му овозможува за да го доближи функционирањето на локалната самоуправа и кавадаречкото општество до крајниот представник, тоа е жителот на општина Кавадарци, па и пошироко, и се надевам дека нашите гледачи ќе има што да слушнат. Секако во наредните минути ќе обработиме повеќе актуелни теми. Ќе почнеме, докторе, со пожарите, тоа што за жал секое лето се случува, меѓутоа оваа година во Кавадарци имавме сериозни пожари на 5 локации во ист момент, предизвикан пожар што алудира на тоа дека истиот е подметнат, бидејќи по природа на 5 локации во ист момент и не може да избувне пожар. Се справи против пожарната единица, сите институции одговорија на овој предизвик. Ова покажува дека сега територијалната противпожарна единица Кавадарци е опремена за вакво дејствување. Значи, во изминатиот продолжен викенд за Илинден имавме еден несакан настан, тоа е подпалување на нискостеблешта шума на потегот од Раец до Дреново, која и како придружена со ветерот направи проблем на тој дел од територијата на општина Кавадарци. Меѓутоа, благодарение на пропната реакција на целата локална самоуправа, благодарение на напред со градоначалникот Митко Јанчев, со територијалната противпожарна единица, со шумското стопанство Бор, заедно со ДЗР, со ДЗС се овозможи да и мештани од село Дреново се овозможи да после дивење на 2 дена, подпомогнато со 2 хеликоптери и 2 ер-трактори, да пожарот биде ставен под контрола, иако морам да покажам дека и сега се врши надзор на тој терен и имаме представници за евентуално да не дојде до ново возобновување на тој дел. Колку што ги знаеме информациите, има осомничено лице за настанот и службите на ОВР Кавадарци се во тек во однос на тој правец, заедно преку јавно обвинителство, и се надевам дека овие настани, посебно кога е човечкиот фактор причина, не би требало во идно време да ги имаме, односно треба да бидеме ревностни кон нив, затоа што природата е нешто што е свето. Знаеме природата и шумата колку тешко се возобновуваат, а колку лесно се губат. И во текот на минатото лето имавме исти проблеми со пожарите, сега имаме пеколни горештини овие 10 дена. Се надевам дека не би требало да имаме таков настан, меѓутоа ние како локална заедница и локална самоуправа сме спремни, и тоа укажува дека општина Кавадарци преку функционална локална самоуправа, каде што заедно во изминатиот 8-годишен мандат на градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци прилично многу се вложи во стожерот на овие пожари, тоа е територијалната противпожарна единица. Таму во моментот има вработени 30 лица, 30 пожарникари, воедно има 14 приклучна механизација од 14 делови кои овозможуваат гасење на пожарот пред се машини. Тоа што ме прави горд е тоа дека нашата територијална противпожарна единица активно е вклучена во обуки кои траат и надвор од нашата држава. Ќе ја спомнам обуката која беше изведена во Република Словенија во Марибор, и се надевам дека и верувам дека нема проблем на кој ние како територијална противпожарна единица не би можеле да се справиме. Воедно нашата територијална противпожарна единица е една од најдобро екипирани и опремени територијални противпожарни единици во Република Македонија, и во изминатите 8 години до 9 прилично се вложи во таа територијална противпожарна единица, воедно во однос на во самите тие 14 возила кои ги имаме на располагање, да ја подсетам јавноста дека голем дел од нив беа и донација од општествено одговорни фирми. Испаднавме во текот на мината година и помош до општина Росума, со тоа што едно
едно возило за пренос на вода, односно цистерна му беше дадена на нивното јавно предпријатие, така да сметам дека територијалната противпожарна единица е на висина на задачата и можеме како кавадарчини да бидеме горди на нејзиното функционирање и на нејзиниот начин на функционалност. Во тој правец би сакал да го поздравам и Саша Гешовски, тоа е добротворно противпожарно друштво кое заедно со младинци овозможува да се врши едукација и припремање на нови пожарникари кои во идно време би биле достојни представници на оваа наша територијална противпожарна единица. Воедно би сакал да изразам и благодарност до Дирекција за спасување, бидејќи во изминатиот викенд и таа беше тука со нас, каде што со нивните два хеликоптера и два ер трактора за пренос на вода ни овозможија токму во ноќните часови да се и во денските часови да се овозможи гасење на тој пожар кој прилично беше активен, меѓутоа заедно со промптна, брза, сеопфатна реакција се овозможи да се стави под контрола. Истиот пожар лани ако ви текнува на потегот кај пепелишта, кај Неготино, на серта на планината, една од причините зошто беше во големи размери тоа што не беше фатен на почетокот. Од самите консултации со стручни лица, пожарите ако не се изгасат во почетокот на нивното функционирање, потоа многу тешко се расплантуваат. Огнените јазици и веќе се зафаќа се поголема површина. 6 месеци функционира новиот состав на Советот на општина Кавадарци. Колку седници веќе се одржани, каква е соработката внатре во Советот, кога се во прашање оние значајни одлуки што треба ова тело да ги донесе, а се во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Советот на општина Кавадарци функционира од ноември месец 2025 година, скоро сме на половина година од нашиот мандат. Во однос на овие некај си 8 месеци од нејзиното функционирање Советот се одржаа 12 редовни седници и 5 воредни седници на Советот на општина Кавадарци, каде што на тие седници беа донесени важни одлуки во функционирањето на локалната самоуправа, пред се од програми, од годишни извештаи јавни предпријатија, од годишни извештаи и завршни сметки на основни општински училишта и комплетно сета локална инфраструктура која подлежи под општина Кавадарци. Воедно бевме достојни поддржувачи на самите програми и визии на градоначалникот Митко Јанчев, со кој го имаме одлична соработка и воедно во однос на функционалноста на самиот совет во однос на хегемонијата пред се со независни советници и од советничката група на ВМРО-ДПМН, на Социјалдемократскиот сојуз, како мнозинство од ВМРО-ДПМН со 12 советници имаме коректна соработка, односно преку почитување на деловникот за работа овозможуваме да Совет на општина Кавадарци биде храм на демократијата, каде што ни една одлука не ја носевме со сила на мнозинството, односно одлуките беа лиферувани и секогаш не водеше силата на аргументите и мотивот на разумот. Во тој правец ќе продолжиме и во наредниот период од нашиот мандат. Имавме коректна соработка со останатите советници надвор од мнозинството на ВМРО-ДПМН и се надевам дека во тој правец ќе продолжиме. Во односно, Совет на општина Кавадарци ќе биде репрезент на гласот на граѓанот на општина Кавадарци. Советот донесе значајни одлуки кога станува збор за комуналната изградба во општината, а веќе сведоци сме дека се работи и во градот, меѓутоа и во руралните средини со цел подобри услови за граѓаните. Што е она на што може да се навратиме и да ја подсетиме јавноста што е реализирано, а и ќе следи во наредниот период за реализација? Така, комуналната изградба е една од најсилните страни на функционирањето на градоначалник Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци. Тоа е во изминатите 9 години на Митко Јанчев како градоначалник на општина Кавадарци и мнозинство на Совет на ВМРО-ДПМН во втор мандат. Тоа е алка по која сме препознатливи надвор од границите на општина Кавадарци во нашата држава. Во моментот се работи се отпочнати и завршени околу 30 проекти во општина Кавадарци. Дел од тие проекти беа со поддршка на владата преку двата повика на влада од унгарскиот заем, каде што од првиот повик 8 проекти во најголем дел се завршени, во вториот повик на влада на Република Македонија преку унгарскиот заем се голем дел од нив се завршени, а еден дел сега и се отпочнуваат. Најпресно би го спомнал нашиот градски базен. Отварањето беше на почетокот на одминатата недела. Наш гостин беше премиерот господинот Христијан Ницковски, каде што на задоволство на јавноста
овозможивме градскиот базен да има функционален лик кој заедно со нови програми се овозможи да кавадарчани уживаат во овие летни горештини. Се овозможи и пливачка школа со 5 професори по физичко воспитување, каде што нашите ученици се поделени во групи, каде што во раните утрински часови во тие групи преку учениците се овозможуваат да го развиваат пливањето како спорт за подобра психодинамика и моторна активност на самите наши ученици од основните општински училишта. Потоа би го дал и значењето на ноќното капење кое е воведено во текот на овие денови. Има пристојна два шанка каде што има закуски за функционалност и изглед на самиот базен. Потоа би го спомнал и топоганите кои се нешто ново на градскиот базен, кои се прилично искористени за помладата генерација. Има два, еден за помладата генерација, други за повозрастните. И се сметам дека градскиот базен со инвестиција од околу 850.000 евра е една од најдобрите работи кои ни се случи во текот на јули месец 2026 година. После долг период имаме нова Точно, слика баш на така, базенот. затоа што претходниот базен беше едноставно на работ на времето, со помината време, правен во претходниот век, во друго време и на жал сметам дека искористеноста и функционалноста беше више на забот на времето и мораше да се направи ревитализација и функционалност на самиот отворен базен. Во овој дел би го спомнал и затворениот базен, каде што има динамика на функционирањето. Тој е во завршна фаза, мада таму реално поспоро одеше динамиката на самата функционалност, тоа е со вредност од околу 1.200.000 евра, колку што имаме информација, внатре се врши преграда и функционалноста на самите машинска соба и на самите собликувални. Се надевам дека во најбрз можен рок, заедно со спа центарот кој ќе биде во задната страна на затворениот базен, таа средина од влезот на нашиот градски парк Миша Шкартов би добила една функционална средина. Во овој дел би го спомнал и биопазарот, тоа е со инвестиција од околу 400.000 евра. Овој биопазар би ги повикал, во нек ни испадна и јавниот оглас преку јавното предпријатие Комуналец за давање под закуп на самите простории, значи 16 простории со санитарен чвор во склоп на биопазарот кои ќе овозможат функционалност и функционалност пред се во на органската храна, затоа што живееме во едно време каде што органската храна и те како влијае на здравиот начин на живот и здравата исхрана на самите наши сограѓани, така да врз основа на лиценцирани наши производители во тиквишијата кои имаат мажу, нарачели, ќе се овозможи да имаат закупи, ги повикувам да се јават, да учествуваат на овој оглас за земање на закуп на едно од овие 16 простории кои ќе бидат од биопазарот. Тоа сега се случува во септември месец, на последна седница на Совет го распишавме самиот оглас. Потоа би го спомнал и завршениот дел од фекалниот колектор. Тоа е колекторот од опитното поле со унгарскиот заем кој е завршен. Потоа фекалниот колектор на јавното предпријатие Комуналец од општа болница Кавадарци кој е во завршна фаза. Потоа улиците на една од поновите населби со стамбени објекти, тоа е 5, 6 и 8, тоа се сервисните улици на Ѓорѓе Соколов кои се во активна фаза, сега се функционираат, односно сега се градат. Тоа е преку маđарскиот заем со вредност од околу 400.000 евра. Во овој дел ви ја спомнал и доградбата на спортската сала Јасмин со околу 200.000 евра. Тоа е дел кој беше оставен од времето од 90-те години кога е самата спортска сала со самодопринос изградена. Задниот дел ќе овозможи куглана, 8 апартмани за сместување на спортски работници и ќе овозможи да се даде еден нов лик, односно да се заобиколи таа целина од спортската сала наша во Кавадарци. Во овој дел би ги спомнал и инвестициите кои се исте како важни на нашите приватни иницијативи, пред се врз основа на одличното менаџирање кој градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев го негува во изминатите 9 години со приватниот сектор. Тука е најголемата инвестиција кој во моментот тоа е кружниот тек кај Lidl со 8 излези со вредност на инвестиција на приватна од компанијата Lidl од вредност од 800.000 евра, че има 8 исклучоци и релативно тој дел од општина Кавадарци добива нов лик, каде што ќе се наоѓа Little America, нашиот мол, стамбените комплекси околу Little America, Lidl-от,
ги имаме маркичка и во завршни преговори треба да отпочне со градба од другата страна на кружниот тек. Тоа е маркичката за функционалност на Веро, така да биопазарот е таму, така да пионерски, младински, така да тој дел од општина Кавадарци ќе биде новото руво на општина Кавадарци, каде што сметам дека и како ќе има одлична инфраструктура и одлична поврзаност на инфраструктура на сите објекти, токму со овој кружен тек. Овој дел би го спомнал и донацијата која имаме од семејството Камчеви од Марена, тоа е околу 300.000 евра отпочнато функционалност на кеот во Марена. Во овој дел би го спомнал и мостот кој од унгарскиот заем е, тоа е меѓу Сопот и Марена, кој е граден во 90-те години, потребна нова рехабилитација. Во летниот период сега заради намалено ниво на реката се овозможи да има функционалност и отпочнување со градежни активности на мостот на Сопот Марена, кој ќе овозможи подобра инфраструктура и поврзаност на двете села. Така да сметам дека би ја спомнали реконструкцијата, односно функционалноста на велосипедската пешачка патека од Марена до Глишич. Овој дел, тоа што посебно ме прави горте и финализирање, односно на домот за деца со попреченост. Домот за деца со попреченост и како ќе овозможи да даде еден нов белег на децата со посебни потреби, се изврши и партерно и инфраструктурно уредување од страна на општина Кавадарци. Колку што сме информирани, тендерирана е опремата внатре од страна на Министерството за труд и социјала и се надевам дека во наредниот период, многу скоро, во септември месец, во текот на почеткот на есенскиот период, ќе овозможиме да овој дел од домот за деца со посебни потреби има више функционалност. Со тоа што децата без разлика на нивната потреба, односно во склад со нивната возраст, ќе бидат распределени во различни простори кои ќе бидат опремени со последен модерен тек, онака како што доликува. Затоа што сега во просториите во основното општинско училиште Страшо Пинџер бевме сведоци дека голем број на деца со посебни потреби беа внатре и без разлика на нивната возрастна група, сметам дека таа слика не беше баш добра пред се во однос на нивната функционалност. Во овој дел би го спомнал старечкиот дом. Старечкиот дом е тендериран од страна на Министерството имавме вратен еден тендер од страна на Министерството за труд и социјала, наново тендери имаме и се надевам дека многу брзо би бил поставен камен темелникот на За колку време може овој старечки дом да биде во функција со оглед на потребите на Кавадарчани? Има ветување од страна на премиерот Христијан Мицковски и актуелниот министер Ѓоко Ристевски, дека од прилика 1 до 2 години би биле потребни за изработка на старечкиот дом и како е потребен старечкиот дом за функционалноста на нашите лица во постара возраст. Една од причини тоа е што нашата демографска политика во државата и не е баш сјајна. Нашата популација, на жалост, се повеќе старе и реално имаме потреба од овие старечки домови. Последниот старечки дом за волја на вистината е изграден 1986 година, зборувам јавен старечки дом, што ни е еден патоказ на овие 30 години плурализам во нашата Македонија, каде што реално многу малце се мислело на вакви објекти, а сега имаат голема потреба. Токму во тој правец старечкиот дом кај споменикот Киро Крстев сметам дека ќе биде нов белег на нашата општина Кавадарци, а воедно имаме планирано како локална самоуправа уште една маркичка за приватен старечки дом кој ќе биде наскоро тендерирана и наскоро ќе биде дадена за изработка. И се надевам дека токму таа популација во подмината година ќе овозможи да испаднеме со сусрет со времето, за да од лицата во подмината возраст кои го дале својот дел од живот за нашето Кавадарци вакво како што е, да имаат една пристојна старост. Овој дел би го спомнал и инвестициите кои ги имаме направено во локалитетот Моклиште. Локалитетот Моклиште е дел кој прилично многу се вложи во изминатите 8 години. Ќе ја потстам нашата јавност, таму се направи во првиот мандат на градоначалникот Митко Јанчев пешачката патека која прилично многу искористена во текот на целата година од нашите сограѓани. Во овој дел би го спомнал инвестицијата од 1.200.000 евра за фекална атмосферска и водоводна канализација во Моклиште. Канализацијата е во фекална атмосферска и водоводна е завршена, се прават проби и се надевам дека многу скоро ќе биде отпочната
функционалноста на овој проект. Тоа е проект кој ќе овозможи да тој дел од општина Кавадарци, односно местноста Моклиште, која е важен темелник на историјата на нашето Кавадарци, затоа што таму ги имаме споменикот на 12 другари, ќе овозможи да представува локалитет кој ги има сите нишани за урбано живење. Атмосферска канализација, фекална канализација, водоводна канализација, една комплетно урбанистички споен дел, улично осветлување од Кавадарци до 12 другари, така да се надевам дека многу заскоро тој дел ќе од таа фекална атмосферска водоводна канализација ќе биде ставена на користење на нашите сограѓани кои имаат комплекси и кои имаат викендички и вили за живење во тој дел на општина Кавадарци. На седници на Совет ги следите работењата на јавните предпријатија. За среќа Кавадарци има јавни предпријатија кои што се во добра состојба и пружат квалитетни услуги на граѓаните. Јавното предпријатие Комуналец, градски превоз, потоа е паркинзи, имаме стационар Шепа кој што исто така се грижи за добра состојба во општина Кавадарци. Како гледате на нивното работење? Задоволни ли сте од тоа што го работат и какви услуги им пружат на граѓаните? Јавните предпријатија се белег на општина Кавадарци кои според мене во однос на услугата што ја даваат кон крајните корисници даночен обврзник на општина Кавадарци прилично совесно и одговорно ја исполнуваат својата функција и својата работа. Тие се силен коректор на Советот на општина Кавадарци и токму на самите совети имаме најчести дискусии, најчести полемики со нашите колеги советници во однос на нивната функционалност, во однос на нивното функционирање, во однос на нивните завршни сметки, во однос на нивните програми и најголем дел од функционирање на Советот и во претходниот мандат, додека бев председател на Советот, па сега и во вториот мој мандат, е токму на функционалноста на јавните предпријатија, сосема оправдано, заради тоа што јавните предпријатија се беле кои треба да функционираат и се во служба на народот, затоа што овие јавни предпријатија изворот на финансирање го црпат токму од нашите сограѓани. Во однос на функционалноста на јавните предпријатија, општина Кавадарци, градоначелник Митко Јанчев, менаџери на самите јавни предпријатија, е дека сегаш треба да одговориме на предизвикот на времето и да функционалноста на јавните предпријатија ја гледаме со ладна глава или трезна глава и да можеме да одговориме на предизвикот на времето. Тоа значи дека во изминатиот период од 6 до 7 години имавме континуирано зголемување на минималната плата. Тоа зголемување континуирано минималната плата и зголемување на самите репроматеријали за работа овозможи да има и нивелација и корекција на цените на услугите кои самите граѓани ги добиваат од страна на јавните предпријатија и тоа што треба да го дадат кон нив. Токму во тој правец наша главна цел беше да токму при овие нивелирање на цена нашите јавни предпријатија овозможат да нивните услуги ги зголемат или да ги подобрат. Значи, опцијата беше не да се зголемат одредени цени на одредени јавни услуги, а тие цени зголемувањето да не биде оправдано. Токму во тој правец, ако не се извршаа тие корекција на цени, ќе се судревме со уште поголеми долгови на самите јавни предпријатија и самото финансиско пореметување на нивните ликвидности ќе овозможи да во наредниот период уште повеќе отежиме работата и на тие јавни предпријатија и на самата локална самоуправа. Токму во тој правец јас ќе дадам ретроспектива на некои јавни предпријатија кои се стожери од сите 11, би почнал прво од тоа што е направено од јавното предпријатие Комуналец во овој втор мој мандат, односно во овие 6 месеци на 2026 година. Тоа е реконструкција на последната фаза од колекторот кај болницата, што го спомнавме претходно, потоа решавање на атмосферската канализација на улиците Бигла и Доне Попов, потоа решавање на водоводниот дел на улица Рајко Жизифов и Смилице на високите делови од градот, затоа што во изминатиот период, посебно во летните месеци, имавме проблем со високите зони на градот во однос на водоснабдувањето. Потоа реконструкција на главната хлорна и филтерна станица со нови хлоратори. Во овој дел би го спомнал и поставување од страна на Комуналец на атмосферска и фекална канализација токму на домот на деца со посебни потреби кои што го спомнавме пред малце, реконструкција на колекторот во село Дреново, потоа редовно перење на улиците и изнесување на смет од страна на Подкожувието, би го спомнал и новата водоводна линија која од 600 метра која се направи до самата депонија за да се овозможи во тој дел од градот да се намали пожари при евентуални идни пожари, затоа што
со депониите се реално голем проблем, посебно во летниот период. Моментално таков проблем има општина Росоман со депонијата, има водоводна линија нашата депонија и со тој начин спречуваме да има пожари во тој дел на градот, така да јавното претпријатие Комуналец во однос на неговата функционалност и во однос на тоа што е направено во овие 6 месеци, овозможува да релативно достојно одговори на на барањата на нашите сограѓани, редовно пометување на градот, редовно хигиена на нашите улици и сметам дека во однос на хигиената и во однос на чистотата и тоа дека во овие горештини не се овозможи да Кавадарци биде и 24 часа без вода, укажува дека лицата редовно честно си ја работат својата работа, сите вработени во јавното претпријатие Комуналец, на тоа што сум посебно горд затоа што тоа јавно претпријатие е едно најголемо јавно претпријатие во општина Кавадарци и сметам дека треба да биде достоен давател на услугите во нашиот град. Во натамошно би го спомнал градскиот превоз. Градскиот превоз за волја на вистината во 2025 година, во целата година имаше 670 патници дневно кои го користат јавниот превоз. Да ја потсетам јавноста сега дека само во првите 6 месеци на 2026 година ние имаме 760 континуирано зголемување бројот на дневна основа. Значи од 670 патници на дневна основа во 2025 година ние имаме сега 780 патници на дневна основа. Тука би напоменал мерката за бесплатен превоз на пензионери. Тоа беше почна од функција од 1.1.2026 година, каде што бројот на пензионерите се овозможи да го користат во прилично зголемен број. Ќе ве потсетам дека од 71 пензионера на дневна карта во 2025 година, ние во 2026 година, во првите 6 месеци имаме 160 пензионери на дневна основа. Тоа укажува дека дупло се зголеми бројот на пензионери кои користат ова јавно добро од страна на општина Кавадарци, локална самоуправа. Тука би го спомнал и самото електронско напредување на ово јавно претпријатие, затоа што преку Google Maps и системот ГФТС се овозможи да на самите постојки имаме преку лед представување на доаѓање на самите автобуси. Тоа е една новина која овозможува реално време може да видат за колку време доаѓа автобусот и градското јавно претпријатие Градски превоз со исплаќање на лизингот од автобусите кои беа земени, сметам дека ќе биде профитабилно јавно претпријатие или јавно претпријатие кое се движи до нула, затоа што тоа го овозможува и превозот на самите ученици. Тоа е под нивна директива. Сметам дека добиеме ли електрични автобуси од владата кои што ќе се набават? Електрични автобуси ќе добиеме од владата, тендерот знам дека е тендериран и во договор со и разговор во самиот на градоначалникот Митко Јанчев со премиерот имаме обечено дека и општина Кавадарци ќе биде дел од тие електрични автобуси кои ќе припаднат за општина Кавадарци. Во овој правец би го спомнал и во 2025 година и меѓуопштинска соработка која направивме со општина Готино за меѓуопштинска соработка и меѓуопштинско поврзување, со што градскиот јавен превоз овозможи и полесно движење на граѓаните на општина Кавадарци и општина Неготина. Воедно го направивме тоа и со општина Росоман. Понатаму би го спомнал јавното претпријатие Градски паркинг. Градски паркинг е јавно претпријатие во кое се вклучени и одближување на самата хоризонтална сигнализација и патна сигнализација на територијата на општина Кавадарци. Тоа околу 14.000 метри квадратни во однос на сигнализација која ја одржува самото јавно претпријатие, а воедно и 60 километри испрекинати линии, тоа се зебрите меѓу самите булевари. Потоа во ова дел би го спомнали осветлувањето кое е дадено на јавно претпријатие Градски паркинг. Тука би ги спомнали новите функционирања на градскиот паркинг. Тоа пред се во смисла на QR зони, каде што преку мобилни телефони може директно да преку тие QR зони да се овозможи вчитување на самата зона во која се наоѓа самото возило и ќе овозможи директно плаќање од страна на телефон на самата кола која е паркирана во одредена зона. Имаме зголемување на бројот на паркинг годишни и месечни карти. За волја на вистината во 2025 година имаме 4.500, во 2026 година имаме 1700 само за овие 6 месеци. Така да функционалноста на јавното претпријатие е прилично
Опозицијата Прилично... често знае на седниците да каже дека кавадарчани плаќаат скап паркинг. Како гледате на таквите обвинувања? Една од полемиките со опозицијата е дека нашиот паркинг е скап. Во однос на нашето размислување е дека целта на користење на самиот јавен паркинг е како да го растеретиме градското јадро, а периферијата на градот, односно зона Б и С, која има прилично зголемен број, само да ги потсетам, нашиот градски пазар со две нивоа на Б зона, спроти Овара, Кавадарци, металната катна гража, исто така со Б зона, да го растеретиме и градското јадро од А зона, за да ја намалиме загаденоста во тој дел на градот и да овозможиме кој искористување на периферните зони Б и С, за да се овозможи нашите сограѓани да ги овозможиме да помалце го користат таа А зона, затоа што ние имавме една навика да при користење пред се во пазарните денови, среда, петок и недела, користиме при одење на градскиот пазар да користиме сегош автомобил. Токму во тој правец интенцијата беше да се растерети таа зона и сметам дека во тој дел прилично сме успешни, односно цел ден пиење кафе во апсолутно, токму на таа на улица Илинденска која беше преблокирана во однос на функционалноста. Сега тоа имаме и субвенционирање самите карти во Б зона пред се за приградските населби од општина Кавадарци. Тоа е одлука која изгласавме на Советот и беше едно од предизборните ветувања кои го дадовме на жителите од приградските села на општина Кавадарци за да имаат повластена цена во Б зона и тоа го користат се со цел да ја намалиме таа функционалноста и таа искористеноста на А зона како најоптеретена зона во сите три паркинг зони А, Б и С од страна на градскиот јавен превоз. И на крај неколку збора за јавното предпријатие Јасмин. Јавното предпријатие Јасмин е едно од јавни предпријатија кои општина Кавадарци му делегира поголем број на надлежности. Тие надлежности би ги спомнал: отворен базен, затворен базен, картинг зона, потоа ски центар Михајлово, и сметам дека јавното предпријатие Јасмин во наредниот период има прилично голем предизвик пред се да може кадрово да одговори на овие сите нови инфраструктурни дејства кои му се дадени од страна на општина Кавадарци. Во разговор со менаџерот и градоначалникот Митко Јанчев, во наредниот период ќе мора да се изврши и кадрово доекипирање на самото јавно предпријатие Јасмин, затоа што таму бројот на вработените не соодветствува во моментот со тоа што ние имаме потреба на располагање. Само за потсетување, тоа е функционално сега и преку отворениот базен и затворениот во летниот период, потоа во зимскиот период преку ски центарот Михајлово, така да се работи за едно јавно предпријатие кое во наредниот период ќе биде ите како предизвик за да со неговото менаџирање му овозможиме тие услуги кои се како широк опфат од повеќе инфраструктурни објекти изградени во општина Кавадарци да ги долови и правилно и навремено ја сервисира услугата до нашите даночни обврзници. Образованието е момент каде што општината доста интервенираше, доста вложи во подобрување на условите за учениците и за изведување на наставата. Сега од септември и градоначалникот во гостувањето во емисијата кажа дека дел од училиштата ќе одат на комплетно едносменско работење, а дел ќе останат да одат со 2 смени се до изградба на потребниот број училници. Меѓутоа, општината секогаш е тука за поддршка на талентираните ученици, несебично се наградува талентот на учениците. Како го гледате, како ја гледате поддршката на општината кон образовниот процес и кон сите оние што се вклучени во него? Така. Образованието е алка од која Советот на општина Кавадарци во изминатиот период на 5 годишно моје функционирање како претседател никогаш сме немале никаква политичка полемика. Односно, образованието беше алка која сите советници, без разлика на политичка ориентација, сите програми и сите завршни сметки и сите дејства за подобро функционирање на нашите
нашите ученици да ги поддржиме едногласно. Токму во тој правец во 2023 година на менторите и на талентираните ученици кои ќе освојат награди на државни и на интернационални превари, општина Кавадар за нејзиниот буџет извои средства. Во 2025 година на менторите беа доделени 1.800.000 денари, а на учениците се беа околу 900 милиони денари, тоа беа 900.000 денари, тоа беа средства кои беа кон првачињата, односно кон лицата кои освојуваат награди на државни и на интернационални превари заедно со нивните ментори, пред се една мала коцка во нивниот образовен мозаик што ќе ги направи горди. Подршка и стимул за да се освојуваат и поголеми повеќе награди. Апсолутно. Токму во тој правец како локална самоуправа одговоривме на предизвикот на времето. Во однос на образованието, во 2026 година по насока на влада имавме за цел и има за цел воведување на едносменска настава која има за цел да се овозможи пред се подобар психофизички развој на нашите ученици. Токму во тој правец општина Кавадарци и воедно да се намали да се овозможи поголемо заштедување на електрична енергија во време на енергетска криза која не тресе како држави, како региони и како светски проблем. Токму во тој правец заедно со градоначалникот Митко Јанчев во изминатиот период ги посетивме двете основни општински училишта кои од септември треба да почнат едносменска настава. Тоа беа Основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот и тоа беше Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето. При посетата и при реализираната средба со менаџерите и со сите наставници беше правичната цел дека ниеден наставник не смее да остане без часови и ниеден наставник не смее да остане технолошки вишок. Дури и по цена да овој запад, овој реформски запад на едносменска настава биде одложен за наредната учебна година. Тоа беше ставот како локална самоуправа. Тоа значи дека засега никој од наставниците, од професорите не се соочува со губење апсолутно, на работното место. Никој од професорите кои се затекнати нема да има проблем во овие две основни општински училишта. Страшо Пенџер Основното општинско училиште е веќе вклучено во овој процес на едносменска настава. И Ваташкото училиште. И Ваташкото. И до година ќе останат Основното општинско училиште Тоде Хаџитефов и Основното општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци. При разговорот со менаџерите и со целокупниот наставен кадар во Димката Ангелов Габерот Кавадарци и во Тошо Велков Пепето, му дадовме уверување и заедно со менаџерите беа изготвени програми дека сите ученици ќе се бидат во едносменска настава од 1 септември, сите наставници ќе имаат прегрупирање во однос на нивните часови и прегрупирање во однос на наставните програми и во 1 септември ќе почнеме успешно да ја почнеме ова учебна година 2026 година, за која како општина Кавадарци ќе споменам дека и од страна на социјалната програма имаме издвоено и додаток за правачињето околу 800.000 денари. Ќе продолжи бесплатниот оброк за учениците. Ќе продолжи бесплатниот оброк за учениците од прво до пето оделение. Колку при разговор со директорите во овој летен период сега има активност во самите основни општински училишта, пред се во адаптација и инфраструктурно подобрување на училниците. И се надевам дека ќе имаме успешен старт на учебната година 2026-2027 година. Колку правачиња очекуваме слично на лани или бројот се мало? Бројот на правачиња при разговор со раководителот од општинскиот сектор за образование е идентичен како ланската година. Тоа што имаме проблем е тоа демографските процеси како не погодуваат како општина и реално ќе биде голем предизвик на времето како општина да одговориме со тоа. Тоа е една од причините зашто имаме проблеми со наставниот кадар кој се појавува во однос на вишок, во однос на запишаните правачиња или во однос на наши ученици по основните општински училишта. И реално како држави, како регион, тоа во наредниот период во образованието ќе биде голем проблем за нашата функционалност, затоа што демографските начини на одлив на нашето население надвор од границите на нашата држава и како регион светски проблем и светски тренд и реално многу тешко во однос на тоа може да одговориме, меѓутоа мораме да го пратиме предизвикот на времето и да се вклопиме, да се адаптираме во однос на неговата функционалност. Општината помага и во градска болница Кавадарци, често се поддржани одредени донации. Меѓутоа, кога е здравството во прашање, државата врши набавка на нови возила, иако општествено одговорни компании веќе донираа возила за
потребите на градска болница Кавадарци. Се најавува нови специјализанти. Дали од овие нови возила што ќе ги купи државата, ќе добие и Кавадаречката болница дел од тие возила и ќе имаме ли доктори специјалисти кои што од овие специјализанти кои што ќе може да дојдат на работа во Кавадаречката болница? 2025 година за Кавадаречката болница во однос на екипираноста на кадрот беше одлична година. Новата влада на премиерот Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН на за здравството и за општа болница Кавадарци овозможи во 2025 година се вработат 11 доктори. Од тие беа 5 со приватна специјализација. За јавноста, волја на јавноста, 600 приватни специјализанти има во моментот, 300 специјализанти приватни беа вработени во јавните установи 2025 година и првата одлука на новиот министер за здравство, тоа е господинот Клековски, беше дека до крајот на годината уште 300 приватни специјализанти ќе се вработат во јавните установи во Република Македонија. Општа болница Кавадарци очекува одреден број од тие 300 приватни специјализанти. Според нашите очекувања некаде од прилика 5 до 6 приватни специјализанти би ги екипирале во нашата специјалност би било добре дојдеме за. Реално имаме проблем со приватни со специјалности со мањак на кадар на повеќе гранки во однос на самата општа болница Кавадарци, затоа што реално кадарот многу тешко го продуцираме, многу лесно го губиме. Тоа е проблем кој во изминатите 3 декади е релевантен и горлив проблем во нашето кавадарачко па и македонско здравство. За волја на вистината и јавноста имаме 230 вработено, имаме само 32 специјалисти, од кои просечна старост на тие 32 специјалисти е над 50 години 70%. Тоа се негативни баланси во однос на возрастната старост на нашите специјалисти, потребно е време за функционалност. Така да се надевам дека од овие 300 специјализанти на повеќе до крајот на годината општа болница Кавадарци како и лани ќе има 4 до 5 приватни специјалисти кои ќе ги вклопиме во функционалноста на нашата болница, а воедно бе поздравил и одлуката да освен двете наши санитетски возила кои беа донирани од Кожувченко и од Машинокоп во текот на 2025 година, при набавката на овие санитетски возила од страна на државата, 2 до 3 ни се обеќани од страна на министерот и премиерот на владата на Република Македонија дека ќе бидат ставени во функционалност на нашата општа болница Кавадарци. Воедно сакам да информирам јавноста дека како и локална заедница, односно локална самоуправа и совет, едногласно и во здравството заедно со советниците овозможуваме да секоја година дел од средствата, односно 1,5 милион денари се даваат од страна на буџет на општина Кавадарци на општа болница Кавадарци, пред се за сервис на самиот компјутерист томограф. Овие 2 недели компјутерист томограф заради одредени технички грешки со самото ладење на компјутерист томограф е надвор од функција. Имаме најава и договор со фирмата Бимек од Скопје, која е сервисер на самиот компјутерист томограф, дека перката е купена и дека треба да биде инсталирана во текот на овие денови, во текот на оваа недела и од наредната недела континуирано нашиот апарат кој е најискористен во овој дел на Република Македонија и најмногу го користиме во моментот, тоа е компјутерскиот ангиограф и томограф, да во наредната период биде вклучен и продолжен со работа, бидејќи имавме 2 недели застој. Така да сметам дека подршката од владата пред се во овие инфраструктурни објекти, пред се во добивање на тендерот кој е тендериран за опрема од прилика од околу $200,000 меѓугранична соработка општа болница Кавадарци и соседна Грција со ЕДЕСА, тоа е европски грант, каде што имаме ветување од страна на државата за доградба на уште една операциона сала и една интензивна нега со 4 кревети, ќе овозможиме да кавадаречката хирургија добие еден нов белек на самото кавадаречко здравство. Таму имаме одличен тим кој што имаме и нов хирург кој го чекаме да се заврши. Доволно лекари и хирурзи имаме на одделот или уште е потребно? Имаме нов хирург кој во текот на септември треба да се приклучи да заврши специјалистичкиот испит. Имаме нов анестезиолог кој на почетокот на наредната година ќе се врати. Доктор Христијан е вклучен во анестезиолошкиот тим.
доктор Тони Нешковски и Тиме Коцев заедно со началникот Благој, со доктор Мики, се тимови кои го држат кавадаречните хирурги и сметам дека со подмладување со 23 хирурзи во текот на ланста година земавме и од приватни специјализанти еден хирург кој во текот на 2 години ќе се врати назад, така да сметам дека хируршкото одделение заедно со таа втора хируршка сала и заедно со интензивната нега ќе овозможи да кавадаречните хирургија се отскокне на едно повисоко ниво, млад кадар кој мислам дека прилично ревносно ќе одговори на потребите на нашите кавадарчини, помалку да го користат патувањето за нивните здравствени услуги во клиничкиот центар во Скопје. ВМРО ДПМН Општински комитет Кавадарци доби ново раководство. Како комуницирате, како работите, во каква насока се движи Општинскиот комитет? Тоа што е куриозитет за ВМРО ДПМН Кавадарци е тоа дека ние како Општински комитет со ново раководство имаме одлична функционалност и одлично продолжување на тоа темпо на работа како и со претходното раководство. Имаме нов член на извршниот одбор на ВМРО ДПМН, тоа е нашиот пратеник и претходен председател господинот Зоран Јованчев, кој е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Актуелниот сегашен председател на ВМРО ДПМН во Кавадарци доктор Тони Нешковски заедно со новиот општински комитет на кој сум ја член овозможи во наредниот период да има екипирање на самиот нов општински комитет и сметам дека заедно сега со подадена рака со општински комитет, со централна власт, со представник во централната власт, со градоначалник, ќе овозможиме да таа победничка траекторија ја задржиме во општина Кавадарци. Да ги потсетиме самите наши граѓани дека ВМРО ДПМН во општина Кавадарци е на власт 16 години, 2 мандати беше господинот Александар Панов, потоа 3 мандати сега господинот Митко Јанчев и тоа е еден период од 16 години каде што има континуирана локална власт ВМРО ДПМН, а воедно и при самите избори на централна власт сегаш сме биле победници во однос на нашите политички опоненти. Тоа укажува дека ВМРО ДПМН Кавадарци има една победничка траекторија и има една функционалност на блискост до самиот народ. Сметам дека тоа треба да го продолжиме, затоа што силата на самата партија и силата на самата функционалност на ВМРО ДПМН извира токму од граѓаните и токму од низините гласачи, затоа што народот е тој што ја дава самата власт и народот е секогаш во право. Тој никогаш не греши. Пред крај на емисијата, докторе, да проговориме и за тиквешкиот гроздобер, традиција која што Кавадарци ја негува, не доаѓаат гости, се одбележува символиката на на берба на грозјето. Виното и грозјето се символ на тиквешијата, дел од граѓаните сметаат дека нема место за вакви прослави со оглед на лошата политика во земјоделството, во лозарството, ниските цени. Како ќе го истераме, да кажеме, кавадаречки тиквешкиот гроздобер оваа година? Тиквешкиот гроздобер е манифестација по која општина Кавадарци стана препознатлива во изминатиот период. Токму за тоа укажува и бројот на посетители кои доаѓаат да ја видат ова културна манифестација. 2025 година тиквешки гроздобер во 3 денови имаше посетеност од околу 100.000 жители од страна на Република Македонија и надвор од границите на Република Македонија. Тиквешкиот гроздобер е манифестација која овозможува преку внатрешни единици на функционалноста за различни возрасти, за различни потреби, да ги доближиме до самите наши крајни посетители и нашите жители на општина Кавадарци, сите главни дојави на функционалноста на самиот тиквешки гроздобер, која како манифестација ја негуваме во изминатиот период. Има делови на функционалност пред се во полицајското паркче, потоа има на нашиот плоштад, потоа во однос на функционалноста на првата ден со почетокот, ако се сетиме во текот на минатата година, каде што имавме со рачели, со појадок тиквешки, ги повикуваме гостите за почетокот на оваа манифестација, тоа беше лани за почеток на тиквешки гроздобер. И оваа година заедно со организаторот на културно-забавниот дел, тоа е Скопска група Иноватива, која функционалноста на тиквешки гроздобер има во изминатиот период, ќе се потрудиме да ги направиме што позначаен тиквешки гроздобер и што позадоволни посетители, што позадоволни кавадарчани.
Тиквишкиот Гроздобер како општина ние го субвенционираме, односно имаме буџет за тоа од околу 5 милиони денари. 6 милиони денари го даваат општествено одговорни фирми кои помагаат на функционалност и кои овозможуваат да Тиквишкиот Гроздобер го има овој оцеј како што го има. Така да со 11 до 12 милиони денари и оваа година мислам дека ќе одговориме на предизвикот на времето да општина Кавадарци има најдобро организирана културна манифестација во Република Македонија. Така да имаме 3 дена, 4, 5 и 6, петок, сабота и недела. Во моментот го имаме преку Совет на општина Кавадарци распишано огласот за пријавување на 7 септемвриска награда, за пријавување на кралот и кралицата. Така да сметам дека Тиквишкиот Гроздобер ќе биде Гроздобер кој ќе се гордееме и оваа година. Имаме прилично голем број на карневалски групи кои имаат покажан интерес како и во изминатите години да учествуваат на самото карневалско дефиле во недела во пополдневните часови кога се одвива самото карневалско дефиле. Имаме музика од сите жанрови и за помлади и за повозрасна генерација. Сите вештини и сите алки на функционалноста на самиот Тиквишки Гроздобер се трудиме да ги негуваме и се трудиме да ги запазиме. Иако, да бидам искрен, се наоѓаме во едно време каде што, на жалост, лозарството се соочува со се поголем број на намалување на самите лозови површини. Тоа е еден тренд кој е почнат во изминатите 2 до 3 декади и сметаме дека оваа депресија која реално потешко е функционална и потешко може да се одржи како реална слика на задоволен лозар во нашето кавадаречко мнение, сметам дека како манифестација Тиквишки Гроздобер ќе можеме да одговориме на предизвикот да ја задржиме оваа манифестација. Токму во тој правец заедно локална самоуправа со овие општествено одговорни фирми се надевам дека и оваа година потпомогнато од сите општествени фирми и општествени јавни и локални институции кои гравитираат кон општина Кавадарци, пред се Општа болница Кавадарци, ОВР Кавадарци, територијална противпожарна единица, сите јавни и локални институции да се впрегнеме за да имаме еден успешен Тиквишки Гроздобер. И јас верувам дека таа традиција ќе ја негуваме и Тиквишкиот Гроздобер 2026 година ќе биде една добра бајка која ќе ја спомнуваме во наредните години, исто како и претходните Тиквишки Гроздобери кои ќе бидат нашето светло лице на представување на нашето Кавадарци како пред Тиквешани, така и во нашата Република Македонија и надвор границите на Република Македонија. Доаѓаат голем број на гости. Докторе, ми беше задоволство што бевте наши гости, опфативме повеќе актуелни теми. Наредно гостување секако и со други актуелни теми. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше уште едно издание на ТВ Објектив. Наши ваш гостин, председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов. Имајте пријатна вечер со нашата програма.